Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во ова видео ќе зборуваме на кои начини можеме да се мотивираме за оние работи кои што не ни предизвикуваат големо задоволство или кои што ни представуваат задоволство, меѓутоа постојат некои сегменти кои не ни се допаѓаат, понекогаш ни се напорни, спаѓаат под она име дека треба и мора да ги правиме. Јас знаете дека не верувам во зборовите треба и мора, туку повеќе во она дека ние сме избрали да ги правиме или дека од тоа имаме некаков бенефит, односно ни се може би и неопходни во одредени периоди од животот како дел од секојдневието. Меѓутоа, тоа не значи дека секогаш уживаме додека ги правиме, секогаш сме полни со енергија, радост. Напротив, постојат моменти кога воопшто не ни се прават, или пак некогаш тие моменти траат и подолго. И ова видео е токму за таквите денови, кога не ни се прават оние активности кои ни се дел од секојдневието, затоа што од нешто сме се разочарале, нешто не ни се допаѓа, едноставно сме уморни. Тогаш ни е потребна таа мотивација и би сакала овде да се задржам на неколку различни аспекти од животот, например на работното место, потоа оние секојдневни активности кои ги извршуваме за да го одржиме домот чист и уреден, или пак доколку се занимаваме со некаква едукација, особено сега е период на матури, сесии ќе почнат во следниот период. Може би ова е и некој начин како да се мотивираат младите, учениците и студентите, меѓутоа и оние повозрастните кои што чувствуваат како да изгубиле мотивација. Прво и најважно што сакам да споделам со вас, се разбира, ова се мои лични ставови, убедувања, кои што се потврдиле низ искуствата дека мене ми помагаат. Се надевам дека ќе ви служат, а вие ќе си земете од тоа што вас ви одговара или можеби имате своји начини, методи, па споделете ги тогаш со оние кои што се чувствуваат демотивирани. Она што мене ми помага, тоа е благодарноста, односно свесноста за тоа дека јас можам да го правам тоа што треба условно да се прави. Односно, благодарност за тоа дека утрото сум ги отворила очите, дека се чувствувам убаво, дека се чувствувам со енергија, независно на кое ниво и да е таа енергија. Благодарност за тоа дека имам работа, ако се однесува тоа на работата, ако се однесува на едукација, тогаш би било благодарно за тоа дека имаме можност да се едуцираме, имаме и капацитет, имаме и средства, можеме да го изучуваме тоа што го сакаме или тоа понатаму ќе ни отвори некои други врати во иднина. Ако се работи за домашните активности, да бидеме благодарни затоа што имаме здравје, физичка сила, затоа што имаме дом и домашни работи и можеме да ги извршуваме. За мене благодарностите играат голема улога затоа што ми помагаат да го освестам она што во моментот го имам и да бидам задоволна, благодарна за тоа и некако полесно ми е да се носам со предизвиците на секојдневието. Па се надевам дека тоа како еден вид мотивација, како еден вид метод ќе ви послужи да бидете благодарни. Доколку во моментот не се чувствувате така и тоа е во ред, доколку не можете да изнајдете на што да бидете благодарни затоа што се чувствувате од нешто премногу тажни или премногу гневни, почекајте нека помине тоа, па потоа бидете се да најдете и 2 и 3 работи на кои сте благодарни, а ако секојдневно се потсетувате и се навраќате, јас верувам дека ќе најдете многу работи на кои што можете да бидете благодарни, кои што се дел од сегашноста, меѓутоа и работи кои што се дел од нашето минато и кои ни помогнале да бидеме овде каде што сме, а се разбира и сите оние луѓе кои се дел од нашиот живот, нашите блиски, луѓето кои ги сакаме, кои не сакаат, кои не поддржуваат. Сите ние имаме многу нешто за што да бидеме благодарни и сите ние повремено го забораваме тоа. Благодарноста, за која има многу пати зборувано, за мене е еден метод, еден дел од секојдневието, кој што ми помага за да излезам од ситуациите во кои не се чувствувам баш најсреќна, најзадоволна, најмотивирана, но и да ме задржат кога се чувствувам поинаку, подобро, позадоволно, порадосно, поисполнето. И тоа може да се однесува и на работата, да бидеме благодарни затоа што имаме работа, затоа што имаме финансии со кои можеме во текот на месецот, периодот, да си обезбедиме некои работи кои не се неопходни, да ги делиме тие средства со другите.
da бидеме благодарни затоа што имаме луѓе кои ни се драги, имаме пријатели. А потоа, ако се работи за активностите во домот исто, нели, да бидеме благодарни што имаме дом, што имаме сила да ги правиме, да ги извршуваме тие работи. А доколку, нели, сте помлади и ве очекува учење или пак сами сте избрали да се едуцирате за нешто, па ве очекува одбрана на некаков труд, тогаш пак исто бидете благодарни затоа што имате таа можност и затоа што имате капацитет, затоа што имате финансии. Благодарноста ќе ни помогне полесно да се носиме со предизвиците, активностите кои што треба да ги завршиме. Друга битна работа е да се фокусираме на целта, а не на патот, некаде длабоко во себе, да се потсетуваме постојано која е целта на тоа што го правиме, кој е оној крајниот резултат кој што го очекуваме и да се радуваме претходно на тој резултат кој што ќе дојде. Тоа не значи да не бидеме присутни во моментот сега и овде, туку едноставно да се обидеме паралелно некаде на подсвесно ниво да го сочуваме тоа чувство на радост, на исполнетост, кое што мислиме дека ќе дојде на крајот, меѓутоа тоа чувство не доаѓа на крајот, тоа чувство треба да го чуваме живо во текот на целиот процес на се што правиме, за да можеме, нели, на крај и да го доживееме резултатот со истото тоа чувство. Вела дека ако не ни е живо тоа чувство, ако не се радуваме додека ги правиме нештата, нема да умееме да се радуваме ни тогаш кога ќе стигнеме на целта. Од друга страна, нашата фокусираност на тоа што ни е цел ќе ни овозможи да ни бидат полесни сите предизвици со кои се соочуваме и во исто време да бидеме свесни дека сите работи кои ги правиме, односно сите патишта кои треба да ги изодиме за да стигнеме до некоја цел, нема секогаш да бидат едноставни, лесни, разодени. Некој ќе треба прв пат да ги разодиме, некогаш ќе скршнеме лево или десно. Токму тој начин и токму тие патишта кои што ќе ги изодиме на крај ќе не донесат до целта. Па зошто да чекаме да дојдеме до целта и да ја чувствуваме таа радост или ослободување или задоволство од она што сме го завршиле, кога можеме постојано во текот на процесот да го будиме. Таквото подсетување на тоа што ни е целта и што ќе ни донесе остварувањето на таа цел, затоа што, нели, сите цели на крајот имаат една заедничка цел, да бидеме задоволни, среќни, да потполниме нешто во животот, да си направиме некое задоволство, да завршиме некоја незавршена работа, па да бидеме свесни за тоа во текот на целиот процес, која е целта, што е бенефитот, која е придобивката од сето тоа што го правиме. На тој начин ќе ни биде полесно да се носиме со предизвиците, кои што на крајот на краиштата се неизбежни, исто како и тие радосни, среќни мигови во кои се чувствуваме успешни. Тоа многу често ние луѓето можеме да се мотивираме и преку другите луѓе, односно за кого тоа го правиме. Значи, се ние што правиме пред се правиме за себе и тоа дека правиме работи за другите луѓе е само една илузија. Меѓутоа, кога конкретно во реалноста правиме работи за други луѓе, значи сработуваме одредени активности во процесот на работа како дел од еден тим, заедно со другите вработени, или ние наставниците работиме со нашите деца, за нашите деца, односно за учениците. Се обидуваме во тој процес нешто да дадеме, да споделиме, да им помогнеме да научат. Секоја професија на крајот на краиштата придонесува некако за заедницата и за други луѓе. Па еве, например, може тоа да не мотивира, дека она што моментално нас може би ни представува тешкотија, ќе им олесни на другите или ќе им овозможи на полесен пат да стигнат до нешто, да разберат, да осознаат, да применат. Тоа исто во активностите кои што ги вршиме во домот. Така можеме да се мотивираме со другите луѓе, односно да бидеме среќни, благодарни и да се мотивираме ако живееме во одредена семејна заедница или со партнер. Да не мотивира тоа дека имаме за кого да приготвиме јадење, имаме со кого да го јадеме тоа јадење, или пак ако живееме сами, па сакаме да повикаме некој на гости, не е тоа најбитно, се разбира, меѓутоа го разубавува времето кое ќе го поминеме заедно, ако ни е чисто и средено, ако сме приготвиле некој убаво јадење, ако сме украсиле нешто, тоа покажува од друга страна дека сме обрнале и некакво внимание и драго ни е за личноста или повеќе личности кои што
ќе дојдат да поминат време со нас, а нашиот придонес во сето тоа е што ќе направиме да се чувствуваат убаво во средината во која што ќе поминеме заедничко време. Значи, да не мотивираат другите и да бидеме свесни за сите оние работи кои што ги правиме за себе, пред се разбира, или ги правиме како навика, како неопходни, како дел од секојдневието, меѓутоа од тие работи имаат бенефити другите. Понекогаш и нивната насмивка, нивната радост, нивното задоволство, благодарност може да ни бидат мотивација, па би било убаво да се подсетиме на тоа. Значи, досега ги споменав благодарноста од можноста да ги правиме работите кои што треба и мора да ги правиме, потоа инспирацијата и мотивацијата од другите луѓе, инспирацијата, мотивацијата од целта, и ако и овие работи ни се малку или можеби ако тие веќе ги пременуваме, меѓутоа не ни функционираат секогаш, тогаш една опција е да ги разубавиме тие активности кои што се досадни, монотони, секојдневни, мачни и напорни. Ако се вратам на претходното, во убава и средена средина која што ќе разубавиме и украсиме по наша желба, може би да си пуштиме некоја музика во позадина или некој мирис кој што ќе не мотивира, ќе ни даде повеќе енергија да може полесно да ги завршуваме работите. Колку во одреден период забележиме дека таа енергија ни паднала, тоа се однесува на се. На работното место, на местото во кое што ги извршуваме активностите или пак во просторот во кој што треба да учиме, да направиме некоја мала промена, независно дали е во просторот или во начинот на тоа како ги правиме работите, да промениме само едно нешто, понекогаш ќе предизвика тоа лавина на други различни промени или барем во моментот ќе не освежи и ќе не направи да се чувствуваме како да правиме нешто сосема друго. Доколку сето ова не помага, тогаш да се фокусираме на нешто во денот што не прави среќни и задоволни, што секако би требало да го имаме во нашето секојдневие или барем е препорачливо 1 сат за себе, па независно дали тоа е прошетка, читање книга, пиење кафе со пријателите, слушање музика или секој ден е нешто различно, или имаме некое хоби, пишуваме, цртаме, креираме, за да имаме повеќе време, енергија за тоа што сакаме да го правиме, тоа да ни биде мотивација побрзо да ги завршуваме работите кои што не ни се толку интересни и за кои не сме толку мотивирани. Она што го правиме, кој што ни е дел од секојдневието и кој што треба и мора, да го правиме и да го завршиме за да не ни тежи, да не ни виси, да не го влечиме потоа како опашка во она што сакаме да го правиме. Да си направиме повеќе простор и време за активностите кои што сакаме и во кои уживаме да бидеме. Ако се изфрустрираме премногу од тоа што моментално го правиме, ако премногу време ни одземи, ако го одолговлекуваме и не го сработиме, тоа чувство, таа напнатост, а плюс и тоа што ќе ни остане несработено, ќе го носиме со себе и во оној дел од денот каде што ќе уживаме, ќе се посветиме на себе си, ќе поминеме време со некој што ни е драг или ќе правиме нешто што ни е хоби или што не одмара или што не опушта. Значи, тоа малку време кое што го имаме за себе или за работи за кои што ги сакаме, можеме да го искористиме како мотивација. Овде сакам да споделам, сигурно имам и друг пат споделено, една реченица која што чув од една моја пријателка, а тоа е дисциплината е слобода за мене. И кога го слушнав тоа навистина ме фасцинираше, затоа што дисциплината навистина понекогаш носи слобода за да имаме повеќе време за работите во кои нема да бидеме толку дисциплинирани, односно ќе бидеме поупуштени или повеќе ќе уживаме. Најдете го своето време и она што ве прави среќни и ви исполнува, и во името на тоа завршете ги оние работи кои што помалку ве радуваат, за да имате повеќе време за ова другото, или како што популарно тоа можете да го сретнете како метод на направи го прво тоа што не го сакаш, што те фрустрира, што те нервира и измачува, за да имаш повеќе време и да уживаш во она што те радува. Откако ќе примениме нешто од сето ова, што нас најмногу ни одговара, или ќе правиме комбинации од сите или во различни сфери од животот, ќе користиме различни алатки или пак имаме некои своји, да не заборавиме дека понекогаш се силиме, се фрустрираме затоа што сме си задале преголеми задачи
и не се радуваме и не ги забележуваме малите чекори кои што ги правиме и малите успеси кои што ги постигнуваме. Значи, фокусот на малите чекори, фокусот на малите работи кои што сме ги завршиле, особено ако сме демотивирани. И тоа не значи да не сонуваме големо, да избришеме целата слика или големата слика како сакаме тоа да изгледа, меѓутоа да бидеме нежни со себе и да си кажеме во рете, сега сум демотивирана, не сум толку расположена, немам толку енергија, па да бидеме задоволни со тоа малку што ќе го направиме и да се пофалиме себе си, ете дека и покрај демотивацијата и покрај тоа што не ни се правило тоа или сме се чувствувале некако вознемирено, сепак сме направиле нешто и да се радуваме на тие мали чекори, затоа што тоа ќе ни ја одржи енергијата на повисоко ниво и ќе не мотивира да направиме и нешто повеќе. Јас ви посакувам се најубаво, ви посакувам да бидете мотивирани, да останете во таа ваша мотивација, да се само мотивирате, доколку не е така да барате начини, а доколку навистина сте изморени или се чувствувате тажни или гневни, бесни, како што го почна видеото, прво разрешете го тоа со себе си, односно останете во тие чувства, останете во таа состојба, па дозволете да помине малку време, да си легнат работите, да ги проџвакате и дури потоа форсирајте се, мотивирајте се, правете се што знаете и умеете, што ви одговара на вашиот сензибилитет, карактер, душа. Само не заборавајте дека животот премногу брзо минува и дека сега и овде е се што имаме, така што колку што може помалку да го трошиме залудно и да се мотивираме едни со други и сами себе си. Ви посакувам се најубаво, ви благодарам што ме следите и поддржувате. Ставете лайк на видеото доколку ви се допаѓа, испратете го до некој доколку мислите дека може да му послужи ако се чувствува демотивирано. Приклучете се на каналот ако не сте се приклучиле и со некоја нова тема се гледаме последното видео. До тогаш, се најубаво.